Добар ден во вестите на Канал Плюс телевизија. Следуваат информации за денешните, но и викенд настаните во регионот. Почнуваме по најавата на дел од содржините. Продолжува стипендирањето на ромите средношколци. Досега се доделени 3500, наскоро нови 670 стипендии за ромите. Заврши пастрамалијадата, денес се сумираат впечатоците и заработката. Меѓународниот фолклорен фестивал во Истибања денес се сели во Чешиново Облешево. Православните верници денес го слават раѓањето на Мајката Божја. Голем е култот на Богородица кај нас во Штип слави Штипско Новосело. Премиерот Никола Груевски соопшти дека со владиниот проект за стипендирање на ромите средношколци досега биле доделени 3500 стипендии, а наскоро ќе се доделат уште 670 стипендии за оваа категорија. Услов е тие редовно да посетуваат средно образование. Вкупно 3500 стипендии се доделени на семејства од ромска националност преку владиниот проект за стипендирање на средношколци роми. Овој проект е се со цел да се даде поддршка и мотивација на лицата од ромска националност да го завршат своето образование. Стипендирањето на средношколците роми со проектот за условен трансфер оди со одлична динамика. Тоа е проект што ние го воведовме откако претходно го ветивме на изборите. Го воведовме и најде на голем одглас. Именно стипендии добиваат оние категории на лица на кои што имаат деца средношколци и се приматели на социјална помош, а немаат други ученички стипендии. Досега 3500 семејства ги користат овие поволности за нивни деца кои што одат во средно училиште, и тоа е поттик и за родителите да доколку преходно не ги пуштале децата во училиште или ценеле дека тоа не е многу важно, да ги пуштаат, затоа што ќе добиваат дополнителни средства, но истовремено и подкрепа на самите родители. Некои родители можеби и сакале да ги пуштаат, но заради разни финансиски проблеми со кои што се соочувале, не ги пуштале децата во училиште. Сега на овој начин им се помага финансиски, но и се охрабруваат. Една од причините поради која владата се одлучи да го реализира овој проект е и поради тоа што во Македонија има голем број на деца роми кои не го завршуваат школувањето, но сега ситуацијата се подобрува, а има и ученици кои се запишуваат на студии. Мене ме радува што сега веќе масовен е бројот на деца што одат во средно образование, а се поголем е бројот на млади роми кои што се запишуваат на факултети. Значи бројот на роми што запишуваат и завршуваат факултетот година во година со големи стапки на расте. И мислам дека среднорочно и долгорочно гледано, тоа е нешто што ќе ја извади ромската популација од состојбата на сиромаштија на голем процент на ова население. Образованието е број 1, сите други работи се број 2, број 3 и така натаму. Образованието е број 1 за излегување од состојба на сиромаштија за секого, па и за ромите. Премиерот најави дека и во иднина ќе продолжи поддршката во однос на стипендирањето и дека во најскоро време ќе има нов оглас за 670 стипендии. Условите за добивање на ваков вид стипендија и учениците редовно да ја посетуваат наставата во средно образование и кои што потекнуваат од семејства во тешка материјална состојба. Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изири денес одржува работен состанок со градоначалниците на источниот и североисточниот плански регион. На состанокот се дискутираат идните активности од областа на управување со отпад во регионите и подготовка на техничка и тендерска документација за затворање диви депонии во источниот и североисточниот регион, како и подготовка за технички спецификации за набавка на опрема за собирање и транспортирање на отпад во источниот и североисточниот регион.
Заврши манифестацијата Штипска пастрамалијада, гастрономско-забавен хепенинг кој годинава привлече голем број посетители од цела држава, но и од соседните Србија и Бугарија. Денес општината како организатор ги сумира резултатите од пастрамалијадата, но опште впечатокот дека се помине како што треба. Посетителите има одлична забава и вкусна храна, угостителите добар профит, а општината ја зајакна репутацијата на добар домаќин. Душевувачки раскошен огномет кој се случи пред настапот на српската фолк звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ и незиниот концерт пред илјадници луѓе кои Штипското дујле беше премало да ги собере, заврши годинашново издание на Штипската пастрамалијада. Долго најавуваниот концерт на мега звездата Цеца ги постигна очекуваните резултати. На посетителите од цела Македонија, но и од земјите од соседството, не им попречи ни врнежливото време за еуфорично да ги пеат нејзините песни. Вчера во текот на попладневните часови Цеца имаше прием кај градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, но без изјава за медиумите, а со тоа и за јавноста. Пред Цеца настапија штипскиот мајстор на дувачки инструменти, популарниот Ферус Мустафов со неговиот бенд, Мартинијан Кириловски и Ивона Јовановиќ со HQ бенд. Збирно пастрамалијада 2015 се одвиваше според планираните активности без никакви проблеми. Започна во петокот со представување на Джиновската пастрамалија и настапите на Јулија, Ванчо Тарабунов и Јордан Митев. Во саботата настапија штипската група Црна тачка, популарната македонска поп дива Калиопи и српската звезда Желјко Самарџиќ. Во ноќните часови на сите три вечери присутните, претежно помладата публика, можеа да уживаат во музичките настапи на штипските диџеи Дејан Арсов, Нино Манчини и Борче Панов. Пастрамалијада 2015 ги исполни очекувањата на организаторите, посетителите и угостителите. Во дневникот во 16:30 ќе има точни информации за тоа колку се задоволни сите кои има штандови на платото кај градскиот стадион и секако организаторите. За наредната година од локалната самоуправа најавуваат погламурозна и повпечатлива организација на штипската традиционална манифестација Пастрамалијада. Според програмата на фолклорната манифестација Истибанско здравоживо, денес попладне во 16 часот фолклорните ансамбли од Македонија и странство ќе настапат во општина Чешиново Облешево. Во Облешево денес ќе има зажнејување на урисот, манифестација со која се одбележува стартот на жетвените активности на оризовите полиња. Православните христијани денес го празнуваат денот на раѓањето на Мајката Божја. Родена е во Назарет, а по 3 години одведена во храм во Ерусалим, од каде се вратила во Назарет за наскоро да ја чуе благовеста на светиот Архангел Гаврил за раѓањето на Синот Божји Исус Христос. Празнувањето во Штип започна вчера со вечерна богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица во Ново село. Незиното раѓање следи од незините родители кои биле долго време бездетни и по Божи благослов, по нивна молитва кон Бога ја добиваат Пресветата Богородица како нивно прво дете која според пророштвата од Стариот Завет исчекувано со векови да дојде мајката која ќе го роди Господ Исус Христос, односно Бог ќе се јави во тело и таа е спасител на човечиот род, како што дојде гревот преку жената од Ева со Адам и Ева, така и спасението требаше да дојде преку жена. А таа жена беше Марија, Богородица, која го роди Господ Исус Христос и целиот свет преку неја го доби своето спасение, својот пат кон животот во Господ Исуса Христа, односно вечниот живот. Пороен дожд, грмежи и силен ветер синоќа во градовите низ Македонија. Најмногу дожд наварна во местото пожар и тоа 57 литри на метар квадратен. На истокот во Берово ноќва паднаа 29 литри, во Штип 27, а во Виница 12 литри на метар квадратен. Обилните врнежи во регионот не предизвикаа проблеми или штети.
Земјотрес со интензитет од 6,2 повторно ги погоди бреговите на Чиле. Нема информации за повредени или штита, не е прогласена тревога за цунами. Епицентарот на потресот се наоѓал во морето недалеко од градот Валпараисо на длабочина од 10 км. На 17 септември во Чиле имаше силен земјотрес со интензитет од 8,4, при што загинаа 12 лица. САД ќе примат уште 15.000 бегалци од целиот свет следната година, со што нивниот број ќе се зголеми на 85.000, како и на 100.000 во 2017 година, изјави американскиот државен секретар Џон Кери по средбата со германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер во Берлин. Најавата на Кери доаѓа пред вонредниот самит на лидерите на Европската унија на 23 септември, на кој ќе се разговара за начините за решавање на бегалската криза. Најмалку 8 луѓе загинаа и 50 се повредени во 3 експлозии во џамија и стамбени објекти во градче на североисточниот дел на Нигерија. Повикувајќи се на болнички извори, Ројтерс јавува дека бројот на жртвите може да биде поголем и дека повредените биле префрлени во болница. До сега се уште никоја нема превземена одговорноста, но се претпоставува дека станува збор за терористички напади организирани од исламистичката група Боко Харам. Репрезентацијата на Шпанија е новиот европски шампион, откако во финалето ја победи Литванија со 80-63. За Шпанија ова е трет златен медал на европските првенства, а Литванија по финалето во 2013 година повторно го освои сребрениот медал. Решавачката предност селекцијата на Шпанија ја направи во првите 10 минути, кога имаше и двоцифрена предност. Таа разлика Шпанија ја зачува и до крајот на надпреварот. Неколку часа порано Франција го освои третото место и бронзениот медал, откако ја победи Србија со 81-68. Во текот на целиот надпревар Франција се наоѓаше во водство, а во финишот на третиот период предност изнесуваше и 16 поени. Победи на Шкендија и Силекс во вчерашното седмо коло од првата македонска фудбалска лига, додека во Боговиње, каде гостуваше Вардар, и во Турново немаше победник. Со триумфот над Работнички, Шкендија е новиот лидер на прволигашката табела, додека пак првиот надпревар од седмото коло од македонската прва лига, која се одигра во саботата, се сретна екипите на Брегалница и Царев двор, заврши со победа на гостиното 3:2. Дербито во третата македонска фудбалска лига Исток помеѓу екипите на Брегалница Голок и Академија Пандефин припадна на Струмичани. Во еден динамичен надпревар, во првото полувреме гостите ја искористија единствената прилика за гол која што ја имаа, па така по набрзина изведениот прекршок на средината на теренот, успеа да ја протуркаат топката до 16-тникот на домакините да поведат со 1:0. Во второто полувреме времето не ги послужи екипите. Дождливото време повеќе им одговараше на гостите, кои успеа да го постигнат и конечниот резултат 2:0 и со 3 бода да заминат од Делчево. Во останатите поинтересни надпревари од четвртото коло во третата фудбалска лига Исток, Лозово ја собора Саса со 2:1. Беласица славеше кај напредок со 3:1, додека Овчеполе со 2 погодоци ги испрати во Штип тимот на Баби. Во последниот поинтересен дуел, екипите на Осогово и Слога во комшиското дерби ги поделија бодовите играјќи 1:1. Ова е се во првото информативно издание на Канал Плюс. Повеќе се настаните на денот, гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!